Благодарам, председателе. Почитувани колеги, дозволете кратко да се изјаснам по однос на овој предлог закон. На Македонија и предстојат локални избори кои што ќе го надминат своето локално значење и сметам дека нема да го определат само развојот на општините утре, туку ќе го определат и угледот на Република Македонија на меѓународно ниво и денес и утре. Ни предстојат избори во кои што треба да ја докажеме уште еднаш, иако не очекувавме дека ќе бидеме исправени пред ваков предизвик, зрелоста на македонската демократија и капацитетот на македонските граѓани да им дадат доверба на оние политички партии и личности во кои што чисто углед го заслужува тоа. Секој политичар и во Скопје, секој политичар и во Кичево, секој политичар и во Струмица си ја носи својата одговорност пред своите граѓани и пред своите избирачи. Но сите ние овде заедно ја носиме одговорноста пред Република Македонија. И затоа сметам дека наша одговорност е да овозможиме што пошироки, што подобри, што попрагматични услови за учество на овие локални избори. Она што е глас на народот треба да биде и глас на политичарите. Гласот на народот во овој момент, сите политички партии се свесни и од власта и од опозицијата е дека луѓето сакаат да учествуваат на избори и дека луѓето сакаат да имаат избор во понудата за овие локални избори. Наше е да направиме се што можеме тој избор да биде максимално поширок и да биде демократски. Сметам дека Република Македонија денес со носењето на овој закон влегува во една нова во својот политички развој, историска фаза во која што за прв пат се прави еден ваков обид за дополнување на изборниот закон, се со цел да се дополни можноста за учество на локалните избори. Оваа цел и овој предлог заслужуваат поддршка, затоа што учеството на овие избори ќе го покаже демократскиот капацитет на Република Македонија. Ако сакаме да ја помогнеме на нашата држава, ако сакаме да ги помогнеме евроатлантските интеграции, ако сакаме да се заложиме за што подобар углед на Република Македонија во Брисел и пред Европската унија, треба да го поттикнеме секого да учествува на овие локални избори. И партиите од опозицијата, и партиите од власта, а пред се сите граѓани кои што ќе одлучат за тој избор. Ова мислам дека е добра шанса и за членовите на Социјалдемократскиот сојуз, добра шанса и за опозиционата коалиција да размислат уште еднаш секој за своите постапки, секој за своите цели и да ги стават во прв план интересите на Република Македонија. Во интерес на Република Македонија е што поголем број на политички партии, што поголем број на граѓани, што поголем број на гласачи да учествуваат на овие избори. На претходните парламентарни избори, кои што се одржаа по барање на опозицијата, од прилика 68% од граѓаните се одзваа на тие избори и учествуваа со свое активно гласање. Локалните избори секогаш побудувале уште поголем интерес. И сметам дека овој пат, без разлика на мислењето на поединци или одредени политичари, интересот на граѓаните за учеството во изборите за локалната самоуправа ќе биде многу голем. И на крајот од краиштата, во интерес на Република Македонија, не смееме да дозволиме демократијата и политичкиот избор на граѓаните да биде уценуван. Демократијата не заслужува уцена, Македонија не треба да биде уценувана. Македонија треба да оди на избори и треба да избира. Демократски, фер и треба да се напреваруваме со понуда, со аргументи, со проекти, со човекови ресурси и со авторитетот кој што политичките партии го уживаат пред граѓаните. Оние кои што сметаат дека Република Македонија ја заслужува таа поддршка, треба да земат учество на изборите. До 3 март има доволно време за сериозно да се размисли за еден ваков предлог. До 3 март има доволно време да се размисли за интересите и на општините и на Република Македонија. И јас сум убеден дека многу наши колеги
од опозицијата со кои се познаваме и со кои што сме разговарале тука во Собранието на Република Македонија, знаат и се свесни кој е интересот и на нивното членство, кој е интересот на граѓаните и кој е интересот на Република Македонија. Неучеството на локалните избори во Република Македонија оди во прилог само на оние кои што не им мислат добро на нашата држава. Учеството на локалните избори им оди во прилог на граѓаните, на сите оние кои што имаат да понудат нешто различно и ново, и учеството оди во прилог на нашиот меѓународен углед. Затоа, во името на националните интереси на Република Македонија, сметам дека овој предлог закон, овие измени заслужуваат поддршка и сметам дека истите ќе дадат еден голем придонес во процесот на воспоставување на локалната самоуправа. Очекувам во следниот период и опозицијата сериозно да ги разгледа овие можности и до 3 март да смогне сили, личните и кариерни интереси да ги стави зад интересите на нашето општо добро и на Република Македонија. Благодарам.